Од селото Возарци се упативме кон течението на реката Црна. Земјата во бавчите и на лозовите насади беше црвено-кафеава, исто како оваа отпадна вода од фени која беше црвена, иако оџакот не чанеше дента кога ја посетивме топилницата. Ова се отпадните води од фени кои што вака непрочистени се влеваат во реката Црна, која што потоа служи за наводнување и има богат животински свет. Според нашите убедувања, таа вода дефинитивно не е филтрирана и е со висока концентрација на тешки метали, така да самото неизино внесување во водите на реката Црна доаѓа до индиректно влијание врз животот на нас, на самите консументи на земјоделски производи. Земјоделците вршат наводнување на нивните производи, прскат со оваа вода. Тие производи се наоѓаат на нашите пазари кои што потоа ние директно ги консумираме. Сакам да напоменам дека се ствара една нездрава животна средина. Освен што ја дишат прашината од фени, никој не купува од нивните земјоделски производи на пазарот во Кавадарци. Мештаните ги мачат и безброј прашања поврзани со нивната иднина, како и здравието и иднината на нивните деца, а тоа се кои и какви може да бидат последиците по нивното здравје. Дали болестите се рефлексија на ситуацијата? Можно ли е во овој регион да се случи еколошка катастрофа? 55 годишниот Бранко Трајковски од Кавадарци веќе година и половина води битка со тешката болест. Ракот од простатата сега се префрлил на коските. Тој не сака многу да зборува за патешествието низ кое поминува, за својата болест, но е убеден дека силно влијание на болеста која ја добил има енормното загадување на градот во последните неколку години. Година и неколку месеци веќе сум пациент на онкологија. Не само ја, голем број од Кавадарци се пациенти на онкологија и таму на прашањето до раководителот на клиниката каков е соодносот, тој вели дека пола се од Македонија, пола се од Кавадарци. Во нашето близина во Кавадарци се наоѓа еден голем комбинат фени индустрија. Со гаранција дека тоа е причината за големиот број на канцерогени заболени од нашиот граѓ, од областа Тиквешија. Има една работа, оние амбуланти или матични лекари не ги пријавуваат канцерогените заболувања во, така да речем, централата и нема точен број. Но бројот кој моментално фигурира за првото тромесечие на оваа година има 32 ново заболени канцерогеном. Овој средновечен човек стравува за младите поколенија и за иднината на неговиот роден град. За Кавадарци вели дека бил еден од најчистите региони, богат со огромни плантажи на грозје, а сега се гуши во прашината во која има тешки метали. Она што го испушта од оџаците, тоа е еден коктел на смртта, произведен од тешките метали, во комбинација со гумите кои служат за ложење на печките, а има гласини дека и рудата што се донесува од Гватемала и Индонезија е во лоша состојба. Иначе која би била економската оправданост рудата да доаѓа од крајот на светот, од Индонезија или од Гватемала? И ако одиме до крајност, мене овие оџаци во фени ми се нешто слични како оние од Дахау и Аушвиц. Може би некој ќе рече претерувам, но таму смртта беше брза. Овде е споро, но со гаранција сигурно добиваш канцер. Еве пред неколку дена, црвена боја на колите, чепни ја, бојата се осеќа металот. Пушти го прозорот да оде надолу, шкработи металот. И они вика тоа е од Африка. Каква е таа Африка? Африка не е тука до Ниготино или позади Камендол, се знае од што доаѓа. Пред 10 дена па беше во друга боја, исто Африка. Значи, не може тоа да не поценуваат нашата интелигенција. Бранко апелира до надлежните, до политичарите, партиите, до граѓаните за поголема свесност, работата да ја сватат сериозно за да се преземат итни мерки за заштита. Многу повеќе загрижува тоа што никој не се огласува за оваа проблематика. Ни една партија, ни една асоција, ни едно здружение, сите политички партии се неми на ова, па дури и опозицијата. Оваа работа, канцерогеното заболување од тешките метали од фени, не бира од која политичка опција си. Тоа фаќа по ред. Затоа ги молам
сите членови, не партиите. Партиите видовме дека до сега не се огласија. Ги молам жителите на Кавадарци и на Тиквишијата, членовите на партиите, повторувам уште еднаш, не партиите, да преземат, да дигнат глас и да се побунат против ова зло. Ова не е на добро. Ова е помор на народот од Тиквишијата. Нова се обиде да дојде до податоци дали во Кавадарци и во околните села е зголемен бројот на малигни и респираторни заболувања или се работи само за стравување на граѓаните. И дојдовме до интересни сознанија. Забележано е драстично зголемување на бројот на заболени од карциноми во однос на претходната година. Во амбулантите за општа медицина лани биле регистрирани 1332 заболени, додека тој број во 2011 година изнесувал 981. Во овие бројки не се вклучени тие што лежеле во болниците, ниту умрените. Она што особено загрижува е трендот на пораст на малигните заболувања кај децата. Во 2011 година кај 60 деца била откриена оваа опасна болест, а само една година подоцна биле регистрирани 76 деца со малигни заболувања на возраст од 7 до 19 години. Не се поштедени ниту оние најмалите до 6 годишна возраст. Ако пред 2 години од рак заболеле 7 дечиња од Кавадарци, лани болеста ја добиле 17. И бројот на респираторни заболувања е алармантно зголемен. Во 2011 година 15.783 заболени на дишните патишта побарале помош во амбулантите, а минатата година тој број се зголемил на 17.135. Во 2011 година дури 23.821 дете со респираторни заболувања се регистрирани во амбулантите, тука не се вклучени оние што биле хоспитализирани. Во институтот нема податоци на заболени од првото тромесечие во оваа година, а бројките од минатата година, кои нова ги објавува ексклузивно, се уште не се официјално обелоденети. Фугитивната прашина која не влегува во филтрите, а фенија испушта во енормно големи количини кога го стартува капацитетот, е штетна за здравието на луѓето и животната средина, тврдат за нова во Инспекторатот за животна средина. Оваа прашина во себе содржи сулфур диоксид и загадувачки супстанци. Прашината која по нормален пат излегува од филтрите е во рамките на максимално дозволените граници, вели директорот Фирус Мемет. Од добиените резултати, во најголем број се во рамките на максимално дозволените концентрации, но со одредени исклучоци, фени која ја уклучува инсталацијата во погон, тие 10-20 на минути испушта енормно огромна прашина или чад со цел постигнување на одреден степен на температура и тогаш во тој период се појава тој видлив чад оддалеку што е во близина на локацијата на фени, зависно ружата на ветрови, тој чад се движи во различни насоки. Составот на прашината, согласно анализите што ги имаме, содржи метали кои паѓаат во близина на локацијата и се штетни нормално и за растенијата и за животните. За растенијата се штетни затоа што при самото паѓање, таложење на листовите ја спречуваат хлорофилната асимилација и така натака. За животните и луѓето исто така при вдишување, таа фугитивна прашина прави најголем проблем. Таа лебди и затоа што има специфична тежина голема и паѓа во близината на фени. И од тие причини, како што ви кажа, значи пречи во развојот на асимилацијата, хлорофилната асимилација на лозовите насади, на праските и така натака. И во секој случај, да, и на здравјето на луѓето. Од овие документи, од испитувањата, може да се види дека во одредени денови е забележано енормно загадување од фени. На 4 октомври минатата година, например, концентрацијата на сулфур диоксид била 10 пати поголема од максимално дозволеното, а на прашината со загадувачки супстанции е дури 100 пати поголема. Загадувањето тој ден започнало да се следи од 10:30 часот и траело до 13 часот, кога концентрацијата на опасни материи опаднала. Директорот Фирус Мемет вели дека во Министерството им се врзани рацете и не се во можност да казнуваат, бидејќи на фени, како и на другите загадувачи во државата, им е даден рок од уште една година да се прилагодат на стандардите на Европската Унија. Фени е еден капацитет кој има добиено интегрирана еколошка дозвола
и во периодот кој следи до 1 април 2014 е должен да се усогласи во целост. Усогласувањето се мисли баш на овој дел, од овој тип на надминување на максимално дозволените концентрации кои се и во самите резултати што ги добиваме некојаш енормно повисоки, но не сме може да ги кажеме затоа што во самиот оперативен план е предвидено тие до 2014 година да се усогласат и после април 2014 година веќе ова слика верувам нема да се појавува затоа што стварно казните се за прекршоците од овој тип енормно високи и не ми се верува дека ФЕНИ ова ќе си го дозволи како луксус да го пролонгира. Во инспекторатот објаснуваат дека ФЕНИ врши собствени испитувања кои редовно ги доставува во Министерството за животна средина, а прават и дополнителни испитувања на мерните станици во Шивец и Возарци. Испитувањата на фугитивната прашина се прават на 2 недели. Од таму уверуваат дека гумите кои се горуваат на 1200 степени не се штетни и не испуштаат емисии кои би ја загадувале животната средина. Нашиот соговорник објаснува дека и оваа жгура која се фрла во депонијата на Возарци не е штетна за луѓето и околината, а наоѓа широка примена во други видови индустрија. За да користи гума, тие соодветно постапија, поднесоа барање до Министерството и добија дозвола за осигурање на гума, одреден тип нормално со сертификат. Гумата е исклучиво од извоз, затоа што во домашни прилики Македонија не поседува таков тип на гума, но за да се подобри квалитетот на амбиентниот воздух, Министерството за животна средина донесе правилник и донесе забрана за осигурување на гуми за добивање на отпадна жица. Ние за да го направиме тоа стапиме во контакт со ФЕНИ, ги видовме сертификатите и таа гума што ја користат ФЕНИ не содржи прво метал, железо, како нус производ не останува, второ, при самото осигурување од над 1300 степени таа гума во целост поминува во инертна состојба. Значи, не представува никаква опасност, не испушта емисии кои се загадувачки за средината, затоа што целиот тој енергенс како алтернативен согорува во целост и низ филтрите, значи гумата не предизвикува негативни влијанија врз животната средина во областа на ФЕНИ, но фугитивната прашина, како што ви кажав, е проблем. Жгурата како нус производ сама по себе не е штетна, затоа што меѓутоа при самата експлоатација, односно транспортот од ФЕНИ до местото кај што се врши складирање на таа жгура или депонијата е една етапа која мора да се помине. Таа поседува енормно висока температура и нормално дека во ноќните часови многу е испарливоста голема и дури свити, значи добива одсјај. Инаку самата жгура по самиот состав не е штетна, ви кажав, има тешки метали во поголема концентрација која е интересна за други дејности во индустријата. Очигледно Министерството за животна средина ќе го има последниот збор, но дури од наредната година кога ФЕНИ има рок да се коригира. До тогаш, граѓаните на Кавадарци и околните села ќе гледаат безпомошно во чадот на нивните домови и ќе ја зголемуваат статистиката по бројот на заболени од рак во државата. Не разговараме за затварање на ФЕНИ, разговараме за ставање на соодветни филтри. Ако се стави еден филтер, не значи дека тие ги задоволили условите до не знам до која година за да не мора да ставаат други филтри. Ова не е на добро. Ова е помор на народот од Тиквешијата. Не сум изненаден од оваа што ФЕНИ, го работи со кавдарчани, изненаден сум што надлежните што треба оваа сето да го пратат, да го не преземат мерки. Македонија е пред испитот на зрелоста. Дилемата е само дали сака или не да го положи.